za jedno novo utro. Vreme za bebe, vreme za bebe. Pomisli na nas, pomisli na utre, što pomisliš na mene, pomisli na sebe. Čukna i to čas za jedno novo utro. Vreme za bebe, vreme za bebe. Јас сум пачарски Илија од село Бујнарци, Беровско. Татко сум на 2 керки, Сара и Вероника. Чекаме и трето дете со мојата сопруга Силвана Пачарска. Јас сум Пачарска Силвана од Владимирово, мажена во Будинарци. Сопруга на Илија Пачарски, мајка на 2 деца, че во моментот чекаме и трето. Време за бебе. Запознахме се в Мистон, в Анада, в Смолнерово. Наработодех јас тогај еден газдав приватнак. Одехме тогај во Смолнерово, музика, имаш таму жива музика. Со една неја другарка, школска, запознаваме таму она. И такав контакт станаваме со Силвана. Мисля, решаваме се. Јас и она. И јас тоа ше први пат ја питах кога запознаваме. Дали, Саре, дали че е заозбилно или само така да ни мине времето. И она рече заозбилно. Има. Идемо ке мачи ке башај каде баба ми ке детми. Запознаваме се само с них. И нена татко ја пита дали ќе завршиме матурата, да правиме матура или свадба заедно или после се знаеш. И она рече, вика нема да се жена, вика ќе правиме матура. И направи и матури за 2 месеца, 3 после па направи и свадба. Силвана ја заврши 4-та година во гимназија. Правихме матурска, немаше да се мажи, па потоа за 10 дена мамо јас ќе се мажи. Од кај запознаа неја и она зема да дојди тука. Од кај зема да дојди он тука, јас така рекох. Она ке. Не, да не ни се дава. Ни се даваше, ама млада е, сама си е. Да иде во друга куќа. Тешко. Тешко беше. Ама младите кога са решили, не може да го чуваш. Решено е, ќе си оди, ќе се мажи и готово. Свадба като свадба, тупајата, пањето и толкова. Женска свадба, одат таму во Владимирово беше женската свадба, а после на 7 беше тука во Будинарци. На женската свадба невестата се облачи не во невестински фустан, туку друго. А на машка свадба, заедничка свадба, кога е у недела, одиме у црква, у матично и после се слави. Па дети по невеста идеме, сабота имаше невестинска свадба, в недела машка свадба беше, доведоме тука невестата на Бујнарци, во црква се венчаваме. Китка ставено у него зеленко и треба невестата, обичај е да иде да ги
пушти, сега ако паднат на истата страна лебовето, истите, че са децата, женски ле, машки ле, а ако спаднат на обратна страна, че са разбръкани децата. Баш не сам видела ка са ми паднали на мене, непавна. Беше сватбата во сабота во Владимирово, во недела беше во Будинарци. Идеа сватови во Владимирово, па си ја земаа Силвана, па си го идеа во Будинарци. И така се беше на врзина. И ни се роди после првата керкичка Сарето. Останах бремена. 2008 ни се роди Сара. Силвана после неколку време ни кажа дека ќе имаме внуче, бремена е и бехме многу среќни. Без разлика какво и да е бебето, внучиња сакахме да имаме. Време е за бебе. Родих ја од Делчево. Нормално ни беше пораđајо. Малку имах проблеми при носењето. Имах напади на жичка, па после од 7 месеца ка напани мораше да ја одбијам за да ода на операција. Кога се роди Сарето, нормално, прво дете, радости, баба, дедо, тато. Парно ли беше с... Малко се огалио, но няма веса. Сара првиот пат беше малку мирна беше като бебе, бебињата промета некојаш мирни, некојаш плачат, имаше периоди кога многу плачеше. Сарето, како да ти кажам, ревливо ми беше оно, едно жука црничко, она ми е посебна. Јас си ја сакам да кажам, највеќе си ја сакам. Она вика, бабо, кој највеќе сакаш? Каже, мен, викам тебе, викам сине, она ли е посебна ни. Исто ми са на мене, сите ми са мили. И тие, исто да кажам, пина, керка ми има трички, исто ми са и тие на мене. Сите си ги сакам јас. Јас сум деца изчувала на комши, на комшики, на етрба ми, се са биле тука. Сите сам ги сакала. И пасе ги сакам сите. И 4 да ми роде снајата, и 5 јас не може да откажам. Мои са, наши са. Ние ќе си ги гледаме, ние ќе си ги сакаме. Јас никогаш нема да откажам од деца. На мене ми е мило, кој си нема да си одимува деца. Од това по-големо богатство нема. Се иска да е понењот. Сарето, сега кога расте, иска се да е понењото. Иска, се што поиска, се има. Любоморина сестра и. Иска многу да оди на Владимирово, иска да оди на Оголана, каде баба и каде дети, без разлика и сама да е, там иска така по да седи. Време е за бебе. Таткото искаше женски деца, така, искаше си без разлика какво, че е второто, не сме мисля имали желба да е машко или женско. Какво иска, нека е само да е живо и здраво. Кога остана бремена с Вероника, не ни беше битно машко ле, женско ле, искахме да си второ. Исто като сега е шо детето, не ни е пак битно машко ле, женско ле. Малко по-друго е да е машко, али нека е живо взело само. Сара напълни 2 години, па се одлучивме за второ дете. Още првиот пат Сара, кога ни се роди, исках си 3 деца да имам. Аз оти съм сама, исках 3 деца, за да си има порода, да има дека да си одат кога пораснат на едноставен начин. Вероника беше много мирна, кога се роди. Много слушаше мама, не плачеше, тато.
Датка ја лулеше многу сајето исто она, за да спие. Вероника ми е подруга она малку. Вероника, она е после така кулзар, она после милкува. Она и ке ти продума и се, ама пак е дојке те помилува. Она е подруга. Ама добро, навикнам и на неа и навикнам и на Сарето, она е по-помогна тука. Бабо, ти се Сарето, Вероника, Глигорија, бе, викам, сине, и јас, и вас, и тебе те сакам највеќе. Ама зашо ти повеќе не викам. И вас бе, викам, сакам јас, викам. Јас на мен сте ми, сите викам исто, викам. Вероника исто така беше мирна. Са они как раснат они менат веќе. Иска се да е по нејното така. Сара тоа е Вероника, мисла. Она иска да е по нејното като сестри, като Сара. Иска да е се по нејното. Ама не му пристанува, Датки она е пристана. Малку се тепа, ама. Мама црка, тато црка, баба црка, дедо црка, сите црка. Мирни са. Мисла, за разлика од некои што има деца, може да се каже, мирни са доста. Сара ме слуша многу, помага ми. И Леми исто така доста помага со децата. Многу ми помага. Време е за бебе. Да, сакавме и... Он првиот пат малку не искаше трето. Така, ама јас оти упорна. Искам си 3 деца. Не е битно какво че е. Денеска го дознахме Поло и малку така ми беше додека да им соопшта на нив, оти ги немаше там каде докторо. Ке им се јавиха и ле рече само нека е живо и здраво и толку. После ми олекна и на мене. Без разлика. Одлучили ли сме се ние на трето, какво иска неке, какво ни даде Господ, такова ќе си го гледам. Нашо си е. Добро, значи Силвана е на 24 годишна возраст, бремена по трет пат, има 2 нормални раѓања, значи по природен пат раѓања, кои што нормално поминале. Интересно да се каже за ова бременост е дека Силвана и пред да забремени по трет пат имаше голема желба, дури беше и нестрплива, неколку месеци не можеше да забремени. Па гледавме дали може, дали не може да забремени, значи бременоста беше сакана и планирана. Ова бременност беше контролирана редовно. Значи до сега има направено негде околу 6 контроли. Направени се сите можни и потребни испитувања кои ги правиме по протокол. И до сега бременоста помина најнормално, значи бременоста тече без некои проблеми. Силвана има 3 деца и јас од искуство може да кажам дека таму кај што се одлучат родителите да имат трето, четврто дете, обично се промешува. Значи, обично ако имат женски деца, обично добијат различно дете. И това во помал процент се дешава да ипак значи желбите за различни деца не се остварат, така да добијат повторно исто дете. И се кај Силвана е таков случај, значи она има 2 деца женски и третото кое што треба да се роди ќе биде женско повторно. Нека е здраве и живо. Покрај тоа што државата има стимуланси за трето дете, значи се појавува и веќе нов тренд во животниот стил на нашите поднебја, значи да се има и трето дете, кое што порано не можеше ниту да се скоро и замисли. За разлика од другите бременности ми е различно.
И си мислех отиче друг пол, да ми каже доктора. Скроз различна бременност ми от другите две. Ама така кога седнеме, комшиите, приятели, кога се собереме, че речат таа машко е или машко е. И аз знаех, че си ми е женско, некак така. Он, не. И аз така викам. И се смееме, викам, мой майстор е вистински майстор, он прави само женски деца. Време е за бебе. Вечерта седеме си тук и татко ми и майка ми идея за кочене на гости с по-голямата момичка. И Силвана нещо зафана да вика, нещо тук ме боли, нещо тук ме разпина. И тук беше по-маленкото, Вероника. Оно тук си беше. И викам, няма шо, викам да чекаме. Явихме се на кумата в Делчево. Имам кума я станало. Делчево Мешо ме е кръстила. Рудица се вика, явихме се на нея. Кажа Силвана, шо е работата се. Вика, почекайте, вика, по-малко носа, сати, повика, че ни кажеш, дали си сте болки? Па малко повече лажни болки имах сега, за разлика от с пръвите. Фанаме на 21 марта в един и пол през дено. Ама така страх не беше повече. Па ойдехме вечерта в 8 сата за Делчево. Стигнахме тамо. Видеме, прегледаме доктора, рече оти още рано. Не съм доволно отворена за пораđaj. И рекла ми да одмарам, повече да спия, за да се одморам. Оти може като без разлика от тия трето дете, болките са си като за първо дете. И после... 3 сата беше. 3,5. Идеме си ние на дома и се ува Силвана, вика, имаме си, вика, щерка. Викам, нека не е жива и здрава и право се мах явих се на дома на майка ми, на татко ми. После в Владимирово се явихме на баби и на дедо. Кажахме ми на них. Майка ми и татко ми бяха още закочени на них. Там си бяха приспияли, кай тетка ми. И они право си дойдя от кочена. Старето беше с назе. Вика, айде да си одем и вика. Треба, вика, да има, вика, нещо. Добро, она не беше се още породила. Ние веднага си дойдем, она учителицата беше се породила. Ама нещо ми беше, що да ти кажам, цела нощ тежко. Събалието вече си имах тия сталните болки. От 9 сата събалие до 3 сата. Там кумата баш дойде Ружица да я поздрава и нея. В 3 сата она беше втора смена на работа и вика, леле, вика, кумице, право, за да оти е дошло време за пораđaj. Имах среќа, оти баш она се погоди на смена, ама с трето, болките додека да фанат, вече го и родиш детето. Интересно баш, много чувството е убаво. Много бех сретна како видех бебето. Сарето, кога и кажах аз дека се е родила, дека си имаме бебе, она право заплача. На Вероника и на нея кажахме и мама купи бебе. И вземахме от тук и идеме право за Делчево. Идеме го там детенство, посетеме. Трето детенце.
убаво момичка и оно. Григорија се вика. Стихме го. Јавих се на Иле за право да му соопшта, оти си имаме керка. После мајка ми се јави за да ми каже да ми честита. Па тука пријателки, рода, сите да ми се јават. Името го смисли кумата. Кумата, двете ги крсти кумо. Нијното детенце ги крсти двете, Давид се вика он. Он ги крсти Сарето и Вероника. А Григорија крсти кумата. Они си искаа да си Григорија и Григорија викам на кумата, онака рече така, они пани рекоа да ако имаш некоја желба кажи, вика ти си, викам не, вие сте кумове и вие ка кажете така че име. Кум като кум треба да си каже името. И она кажа отиска с кумо се одлучили да се вика Григорија. Кога го видех, очите ми беа на мене, косата на мајки. Сај на мајка и се на мене, нема ништо. Нека се живи и здрави. Трички имаме. Па сите са си исти. Сега се малку поразликуваа така. Некој вика на мене, некој на таткото на Иле. Ама не знам кога порасна ќе видим. А така кога ги споредувам од сликите, се са си исти. И тога бевме среќни две внучиња, а сега още по-оти по третија со Григорија. И чувството за повеќе бебиња, повеќе деца е прекрасно. Мирна, не спи, си нормално како детенце. Не може се, си беше по-такова, тия дечките по-така. Пие си, мајки си избана. Први пат си ја бајнак, после да фана мајки да си ја бајна. И додека бабата да сготви до учина, у нас и дето стимари, нормално е. Са јас да се бркам. Помага ми свекрвата, па и мама, она кога дојде, па ги однесе на таму, кога са тука са, дена доле, дена горе, идам каде баба, идам каде мама. И така, малко е, отие Сара така, она, по да си игра сама, тера да пиша. Вероника, она пореагира дека искажува некоја љубов према него, почнува да го цалива го, гушка го, а Сарето може да има некоја љубомора, дека мисли дека искаме маленките повеќе деца, отколку неа. Јас се викам Саре, абе сине, кое дете се е првородило, на тебе сме ти се најрадували. За разлика од другите, Вероника ми беше помирна. Она може малку като Сара, така додека ставиш в количката, додека не заспи, да го лулеш, па заспи, па се люти. Ама добро, до са е мирувала. В коремо са мора малку да плаче, да си покаже. И аз викам са нека плаче, после нека се смири кога порасне, да они менат деца са. Ама добро е. Секој ни е мило. Викам, сите сте ни мили на нас, бабите и дедовците. А не може, викам, сине, тебе да те искаме најмалку. Сите ве искаме подеднакво. А Вероника малку ми е проблематично, иска се да го шчипка, па да го гушка. Мамо, дај ми го. Сарето, она по-настрана се држи, знаеш, мамо, некогаш ќе ми рече, мамо, па ти зашо Григорија и Вероника поискаш, така като љубомора да ми ствара. Ама јас си кажувам оти, она мајката не може да ги дели децата, сите ги иска ке едното, така и за другото. За децата чувствувам исто и за првото, и за второто, и за третото. Чувството семејство. Иле ми помагаше с другите додека беа помалечки, сега добро е што ми ги гледа, па изнесе ги навонка, бана ги големите. И јас маленкичкото си го среда. Првата недела додека
пъпчето да му падне, па още сме по-маленки, не сме малко по-отпръкнали, свекръвата го банаше. И така, сноводиме се. Добро е. Барам ги, забранявам ги барам, когато съм си дома. У нас с Григория, и аз избанам ги. Не ми тегне това, прошатам ги навонка, на продавница отидене. Това не е малко тук по-огаленко, но все ще види, все поиска. А това тук няма бони, топ. Поти съм си навикнена, с другите нямам некакъв проблем. Лесно ми е. Мисля така, не. Некогаш така децата малко, ама ги изнесам навонка, къде свекръвата ги вземе, за да я обанам събалето. Додека да се средиме, па да ги облечеме другите, ама добро е. Не ми е тежко. Мисля, без разлика дали са едно или са три или са 5 човека, няма проблем. Ние си изкаваме 3. Трички си изкахме, трички си забих. Исто си е като първото, второто и третото. И па сите майки млади, да им предложам, нека си одимува принова и трета, и четврта, ако кој сака, за да имаме повеќе наталитет во населението. Не може се да биде убаво. Некогаш и на някои е тежко, некогаш и на мене. Важно, мора да се живее, да се изгледа, да се изчува, да се изведат на пат. Това е най-битно. Да бидем живи и здрави, аз така викам, босо да ви игра. От и всеки трябва да го дочека. От това по-убаво нема. Деца никогаш не са много. И с едно, и с 3. Това е. Нека са живи и здрави на сите. И кой не се е женил? Тук имаме много стари ергени да си женат, да бидат домакини, да се одимува. И кой си нема да се одимува. А така. Да сме повеќе, давам јас баш се, да во наша земја умни деца одат, што на мајка личат и на татко свој, макар секој трето штрко да го носи. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро. Време е за бебе, време е за бебе. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене.